Денес зборуваме за една индустрија која што ја третираме години вена назад во Македонија. Наутро причината за тоа е бидејќи со огромна брзина го менува начинот на кој купуваме, продаваме и размислуваме, тоа е трговијата. На 4 ноември во Скопје повторно нашиот главен град ќе биде центар на дигиталната трговија во регионот, бидејќи ќе се одржи 8-та регионална конференција за трговија. Тоа е најголем настан од оваа област организиран од Асоциацијата за трговија на Македонија. Еден од организаторите утрово со нас традиционално ни доаѓа секогаш пред конференцијата, но ќе го поканиме и по одржувањето на истата за да ги средиме впечатоците и секако да видиме дали и оваа година ќе оствари својата цел. Добро утро за Виктор Стојковски, добре ни дојде. Добро утро, Ваня, добро утро до сите гледачи кои не следат. Кажав дел од организацијата бидејќи сигурно голем број на луѓе. Од година во година се поголем број на луѓе. Така, како што расте конференцијата, рековте и 8 година. Кога си слушаме вака ние 8 година, викаме леле колку долго е време, колку долго време организираме конференцијата. 8 година конференцијата, 8 години расте, ние не престануваме да иновираме за истата да продолжи да расте. Големи ни се визиите и целите со таа конференција и можам да кажам дека од самите почетоци кога почнавме со 300-350 луѓе, секоја година растеме и во бројот, но и во квалитетот и на програма и на учесници. Така оваа година очекуваме повеќе од 800 луѓе од целиот регион, од скоро 10 земји, да дојдат во Скопје и да на некој начин се соединат за една цел, односно да разговараат и да размислуваат и да се едуцираат како овој регион може да се поврзе со Европа во однос на оваа глобализација и трговија и што можем дополнително да се научи и да се напредува. Верувам, една од целите, повеќе се целите на самата конференција, но една од целите е и да ја поврзе Македонија пак со светот, да ја стави Македонија на мапата, да биде во тренд и во текст со се она што се случува во однос на трговијата. Што оваа година ќе ја направи посебна во споредба со претходните изданија, ако гледаме од оваа гледна точка? Да, така ние како што спомнав и во предмалку, за да расте конференцијата потребно е секоја година да иновираме и да додаваме нови работи, бидејќи учесниците го очекуваат од нас и на некој начин се радуваме што навикнавте на тоа. Се радуваме што 90% на 90% од учесниците ги надминуваме очекувањата кои ќе дојдат денот на настанот. Така оваа година имаме неколку новости, а тоа е воведуваме паралелна сцена каде што ќе има практични сесии покрај главна сцена каде што ќе има иновации, трендови и она што е актуелно моментално. Воведуваме митинг зона, односно бидејќи бројката на луѓе порасна, за да луѓето може меѓусебно да се најдат во еден ден сите тие 800 луѓе, мора да им дадеме можности тоа да го направат. Така воведуваме мобилна апликација преку која што ќе може да разговараат, да се поврзуваат во текот на денот сите учесници и воведуваме митинг зона каде што ќе може да направат one-on-one сесии, еден на еден состаноци, се со цел да го доближиме Македонија со регионот од една страна, но и да ги доближиме индустриите, бидејќи на некој начин платформата дојде и веќе представува платформа каде што се среќаваат луѓе од различни сектори, од целиот екосистем, и маркетинг агенции, и финансиски институции, и трговци, и стартапи, инвеститори. И сега замислете кога повеќе од 750-800 луѓе еден ден во 10 на 8 до 10 часа ќе се во еден простор, каква е можноста за дополнителен развој. Така. Не случајно го споменав тоа и претходно, бидејќи бројката на учесници е одлична, над 800 учесници кажавме од целиот регион. Па затоа следствено и на тоа што го кажав пред твојот одговор, ајде уште еднаш да го истакнеме незиното значење за вмрежувањето, нели кога зборуваме за трговијата. Сите овие учесници доаѓаат таму, се запознаваат и така натаму, меѓутоа 8 години поред дали веќе ги чувствувате резултатите од конференцијата и од мрежувањето што ги правите, посебно на луѓето од Македонија со оние кои доаѓаат како гости? Така, конференцијата, првичната цел беше едни од главните цели на асоциацијата со зголемување на понудата, подобрување на едукацијата во трговија и со самото тоа е раст на трговијата. Трговијата од самото постоење, мислам од 2017 кога асоциацијата се основа, па се до денес има значителен раст. Тука е дел подпомогната и еден од главните фактори беше и ковид кризата, која нели да викам и да не се подсетуваме веќе на тоа кога бевме во локдаун, па мораше да купуваме онлайн,
да, и растеше трговијата, но тоа што е позитивно и еден охрабрувачки факт е дека трговијата продолжи да расте и потоа. Секоја година расте значително и тоа е некој индиректен доказ дека конференцијата си ја завршува работата, односно придонесува во раст и развој на трговијата, што е главна и првична цел. Во однос на тоа како се помага со конференцијата на бизнисите, тоа што во текот на една календарска година се случуваат многу работи, каде што мора да имаме еден настан каде што ќе се сублимираат сите работи, но и ќе се пренесат на собствениците на бизниси, на сите учесници на конференција, како да продолжат понатаму. Така ја креираме и програмата секоја година, односно да напоменеме дека сега се наоѓаме во еден нов иновацијски циклус потикнат од вештачката интелигенција. Ако не иновираме, ако не ги следиме тие трендови, ако не сме подложени на константно учење, едноставно би биле исфрлени од системот. Затоа, оваа година дополнително во многу голем фокус ја ставаме и вештачката интелигенција во програмата на конференцијата, значи покрај трговија воведуваме и вештачка интелигенција, воведуваме и маркетинг. Сега, во овие два дела се многу интересни за разработка и на учесниците им даваме можност да учат од оние што најмногу знаат, односно светски брендови како Booking, TikTok, Dolce Gabbana и така натака и така натака. Тие светски брендови ги носиме во Македонија да може не само на македонците, туку и на целиот регион да објаснат и да кажат како да се продолжи понатака, што е тоа што не очекува, што е тоа што треба да го знаеме за да обстанеме на пазарот и дополнително да се развиваме. Покрај светските брендови секако имаме и регионални експерти, но и локални експерти од тука од Македонија кои што ќе зборуваат на овие теми. Од досегашно можеме да резимираме дека ете една од целите на целата ова организација да ја држи Македонија во игра со светскиот пазар, ако можеме и така да заклучиме. Да, многу е битна оваа конференција за Македонија и за регионот, посебно за сите овие земји каде што пазарите дополнително се развиваат и дополнително се зголемуваат нивните капацитети ради фактот што секоја држава од Балканот, значи збориме посебно Западен Балкан, е мал пазар сама за себе. Трговијата донесе на глобализација на трендови, ради тоа што веќе пазарот е неограничен. Можеме буквално од оваа држава да продаваме секаде во светот, значи од Македонија во секаде во светот, но она што е битно е тоа што ние треба да го гледаме и регионот како една единка, за да бидеме атрактивни и актуелни за големите играчи. Македонија збориме дека веќе сме и под 2 милиони жители, од аспект на купувачи нешто помалку од тоа, но ако го гледаме Македонија, Србија, Косово, Босна, Албанија и така натака, па и Хрватска, ние сме на вистина добар пазар со купувачи кои што веќе имаат навики да купуваат онлайн и како еден пазар многу главен и добар играч во целата мапа на Европа. 34% например во првите 6 месеци од 2025 година е порастот на онлайн трансакциите. Тоа е доволен податок. Да, ова е податок за успешноста за растот. Да, 34% на вистина е охрабрувачки податок, ради тоа што го напоменав е 34% на веќе многу порасната трговија од време на ковид. Значи она продолжила да расте и да се развива дополнително. Она што е добро за анализа е тоа се 456 милиони евра во првото полугодие се потрошени онлайн. Ова се податоци кои ние како асоциација за трговија ги анализираме, достапни податоци од Народната банка, ги анализираме ние како асоциација за трговија и битно е да се каже дека тука се однесува само на трансакции кои што се наплатени онлайн, значи платени со картица. Не влегува онај дел на трансакции, нарачки кога се плаќаат при доставување на производ на рака. Да. Так. Интересен е и феноменот дека покрај растот на констранските продавници забележан е и стабилен раст кај домашните трговци. Така. Тоа е исто така добар податок, бидејќи очигледно поддршката која што ја давате и едукацијата како организација исто така ги дава и резултатите, бидејќи сигурно овие бизниси чувствуваат и поголема поддршка. Колку ја чувствуваат поддршката повеќе, толку и вложуваат во развој. Да. Како асоциација тоа што спомнав, работиме на два
пилари што се главни за зголемување на и трговијата. Тоа е прво зголемување на понудата, бидејќи мора да имаме од каде да купуваме за луѓето да може да купуваат онлайн. А од друга страна е подобрување на едукацијата и на бизнисите, но и на граѓаните за како паметно и правилно да купуваат. За зголемување на понудата директно поддржуваме микро, мали и средни претпријатија со финансиска поддршка да отворат своји е-продавници. Ради тоа што веќе се наоѓаме во циклус каде што е-трговијата не е избор, туку е потреба. Е-трговијата е нешто каде што бизнисите треба да ја интегрираат во своето работење за да го расшират нивниот таргет, односно да ја расшират нивната публика и да допрат до што повеќе луѓе. Тука напоменавме расте бројот на домашната е-трговија, но расте бројот и на странската е-трговија, односно на домашни купувачи кои купуваат кон надвор. И интересен е податокот што го направи Тему знаеме дека од оваа година се интегрираше Тему во Македонија. Ако ги гледаме бројките во првото полугодие кога Тему е тука, во споредба со минатата година кога не беше, растот на бројот на трансакции кон надвор е 75%, на вредноста е 50%. Така да голем дел тука се покажува дека и луѓето, бидејќи имаме поголем раст на бројот, а помал на вредноста, се купува поинтензивно од аспект на се вршат многу транзакции со помала цена. Сега тоа е доказ дека Тему има сериозен ефект на е-трговијата. Тоа од една страна зголемува плаќањето кон надвор кон Тему, ама од друга страна придонесува во едукација на тој што купил еднаш на Тему, утре многу полесно ќе може да купи од домашен е-трговец и да направи трансакција тука и да свати дека е-трговијата е безбедна и плаќањето е ефективно. Виктор, секогаш е убаво да се разговара со вас на овие теми, бидејќи тоа е трендот денес што треба да го следиме. Посакувам успешна конференција на 4 ноември. Останува за крај уште да ги повикаме нашите гледачи да бидат дел, а по конференцијата да ве поканиме повторно да ги резимираме заедно резултатите. Ване, благодарам на поканата, на можноста да поразговараме за овие актуелни теми. Како што кажав, се наоѓаме во иновацијски циклус каде што е-трговијата и вештачката интелигенција се работи во кои што не се неопходност, туку се неопходност, односно се потреба на секој еден кој што мора да продолжи да се развива. Конференцијата ја направивме веќе да биде платформа овие 8 години, каде што може да сретнат нивни истомисленици, нивни конкуренти, да научат нешто ново, да се едуцираат, да се образуваат, да направат состаноци можеби со луѓето што во текот на целата година не можеле да се сретнат, бидејќи сите се на едно место, и секако да се поттикнат со нови знаења и иновации кои што може да ги имплементираат во нивните бизниси, а со самото тоа и да им донесе раст на бизнисите и зголемување на приходите. А примерите од изминативе години покажуваат дека тоа и како се случува со тие кои што се дел на конференцијата. Тоа што растеме од година во година. Бројките, да не звучиме како политичари, ама бројките го покажуваат своето. Благодарам многу. Благодарам Ване на поканата.